Слободан Ѓуровски од Македонски Брод веќе 20 години се занимава со изработка на разни дрвени сувенири и украси за различни намени и потреби. Иако по професија е бравар, открил дека многу повеќе му лежи обработката на дрвото, и тоа сосема случајно. Тој е самоук, дури машината за обработка на дрвото си ја направил сам. Бев кога беше конфликтот во касарната во Кичево, излегов надвор, близко е пазарот, видов еден човек средни години, продава тањери, лајци, сите овие работи што ги работам јас сега. И го прашав, ти ги изработуваш? Ја викам, што си по занимање? Келнер. Можам му рекол да ја вида тоа машина направа. Видов дека не е некоја комплицирана машина, ми е тоа па и занат браварија. Одма го составив и почнав со него. Нема што нема направено, од држачи за чаши и шишиња до декоративни масички, разни даски, дрвени садови, чаши, стаклени шишиња сместени во дрво. Секое дрво вели дека треба да е суво и посебно приготвено пред да се започне со негова обработка. Па најчесто ги бараат овие што се тањирите и посадките за вокоина, тие тарунчина, лајци. Колку е тешко да се изработат тие? И колку време одзема? Па зависи од предметот. Тањирот, например, е малку потежко за работа. Треба да се треба се работи на четворка, за да не пукат. Имаат посебни, треба суво да е дрвото, треба да е квалитетно дрвото. Оти не се преди од секое дрвце свирче, не видует. Од каков вид на дрва ги изработуваш твоите изработки? Па најчесто од орев, јавор, јасен, од багрем. Сега за нас тука додека снимавме изработивте една чаша. Рековте дека тоа е дрво зеленик. Да, дрвото зеленика го има кај нас покрај треска од езерото до кај Девич селото. Од неја имам правено и лулина, му правев на Ферит Мухич исто. Имам поќе украси од тие, кегли, све што е појако се прави од зелениката или шимшир, како го викаат босанците. Ѓуровски исто така е љубител на собирање на стари предмети. Ги има стотици, дури нема место повеќе каде да ги чува. Вели дека доколку во Македонски Брод се отвори музеј, сите ќе ги донира таму. Ова труба е најдена во Бистрица, Битолско правевме до школу, во една ќора просторија затворена, го најдовме трубава. Трубата е од балканските војни? Да, од балканските војни тоа. Ова е од Асан Бек, ножот кој што служил за отварање писма, а ова е од Крушевско. Од Пустарека рекоа дека било во функција во Илинденското востание за полнење муниција. А ова е пиштол кој што го носеле банкарите. Кремен со треба му направа дршка еден, е 12 милиметра калибар и служил за лична одбрана на банкарите. Го најдов, го има во Фејсбукот. Стар е некаде преку 200-250 години. Освен колекционер на стари работи, тој има уште едно интересно хоби. Собира стара ракија. Секоја ракија што ми е даена е запишана, кога е даена, од што е, колку степени и од кого е. Имам од Трајковски ракија, од Борис Трајковски. Имам Председателот. од председателот, имам ракија од Ферит Мухич, имам од Влада Поповски со 3 дестилата ракија. Сите ги чувам ги и имам наши од целот порече кај што су работел, ги имам и ги чувам. Имам 40-50 години стари ракии. Некогаш ги пробувате вака со пријатели? Не, една само имат, еден му беше мерак, малу е отпи, другото ни една нема ни буцнато. Значи не планирате да ги отворите? Па дур су жив, ја не, после кој чувам нека... Нека пијат. Да.
На Ѓуровски му посакавме уште многу години да ги изработува овие дрвени сувенири, со надеж дека Македонски брод еден ден ќе добие и музеј, па сите овие негови стари предмети ќе го видат светлото на денот и ќе бидат достапни за јавноста.